младички, децата имаат потреба од ред и правила кои што го уредуваат светот околу нив и токму затоа рутините знаат да играат важна улога во организирањето на времето и се најверојатно најдобрата алатка на родителите за имање колку толку контрола на времето во текот на денот поминат со детето. Не заборавајте да го лајкнете ова видео и да се сабскрајбнете на каналот за да гледате повеќе вакви видеа во иднина. Да се навратам на темата. Психолози, развојни психолози, педагози се надоврзуваат во афирмирањето на рутините. Тие велат дека децата сакаат рутини, бидејќи на овој начин, на возраст кога се премногу мали за со зборови или со објаснување некакво да комуницираме што следува за нив, со повторување на постапките чекор по чекор, секој нареден ден, им даваме на знаење што следува и што можат да очекуваат наредно дека ќе се случува. Ова ги смирува, ги прави помалку анксиозни и прави да пружаат помалку отпор кон наредната активност што сме предвиделе за нив. Од лично искуство можам да кажам дека им дава и многу голема слобода и контрола на времето и на родителите. Искрено, рутината во почетокот, кога во раце држевме кревко што туку родено бебе и појма немавме што да правиме со него, беше најверојатно единственото нешто што не делаше од нервно попуштање во некои моменти. Многу е важно да знаеме дека рутините се менуваат како што расте и се развива нашето дете и се согласно на неговите потреби. Значи, воведувањето на рутини не значи дека ние ќе си го спланираме денот и ќе му го наметнеме тој план на детето. Далеку од тоа. Практично, бебето или детето ги даваат условите со кои што ќе се одвива рутината, а нашиот дел во рутината е да ги забележиме овие елементи и да се погрижиме секој ден да ги остваруваме чекор по чекор во дадениот редослед. Имајте на ум дека рутините ќе се сменат кога бебето ќе биде спремно на тоа, затоа не се грижете доколку имате рутина која што можеби вас не ви одговара во целост, но и не се приврзувајте многу за рутините кои што ви одговараат многу и кои што ги сметате за одлични и се многу функционални. Доста често можеме да сретнеме поделба на рутините, например рутина за новороденче, рутина за до 3, до 6, 12 месеци, но мислам дека ова во голема мера е индивидуално, односно зависи не од бројот на месеци што детето ги наполнило, туку од оние milestones на кои што го делиме животот на бебето пред и потоа, например, пред да почне да јаде цврста храна, откако ќе почне да јаде цврста храна, пред да проводи, откако ќе проводи. Рутините исто ни овозможуваат да уиграме и други членови на семејството, односно не само да го олесниме теретот на мајката или на кој да е што највеќе се грижи за бебето, мислам највеќе како временски интервал во 24 часа. Практично, некогаш уигрувањето на други членови може да резултира со голем отпор од страна на бебето и доколку ова го правиме систематизирано со нивно вметнување како дел на одредена рутина, овој отпор се намалува бидејќи бебето точно знае што го очекува. Накратко, нашите рутини изгледаа вака. До 40 дена појма немавме што правиме. И јас многу матно се сеќавам на овој период заради главоболките од епидуралната анестезија и заради константното неспиење, односно спиење во многу кратки интервали, како што спијат малите бебиња. Меѓутоа, заради тоа што читавме доста за важноста на рутините, решивме да си дадеме шанса и веднаш по заздравувањето на папочето организиравме едноставна вечерна рутина која што започнуваше со бањање пред 7 часот, пуштање музика за заспивање, играње, думкање и заспивање. И откако видовме дека после неколку дена, неколку недели, бебето инстантно почна да реагира на оваа рутина, значи после бањањето почнуваше да зева, побрзо заспиваше кога ќе ја пуштавме музиката, свативме колку е моќна оваа алатка и решивме да ја искористиме до максимум. Набрзо потоа воведовме и утринска рутина, која што повеќе не значеше нас отколку на бебето. Практично станувавме кога ќе се разбуди бебето, најчесто 6-7 наутро. И најпрво јас го преслекував бебето, со што му давав 15 на минути на сопругот да се среди, да си направи кафе, да дојде тој до повивалната и потоа од тука тој преземаше
со некој полачасовно играње со бебето, односно правење на оние вежбички, точачиња, вртење, подстанување и така натаму. Знаете, кога бебето е многу мало, не може само да се движи и мора надворешно да се стимулираат мускулите со почести движења. Најчесто за ова пуштавме плейлиста со песните на Петко и така утрото ни започнуваше ведро и динамично. Во текот на тој половина час јас имав време да се средам, да приготвам нешто за доручак, да испијам кафе, значи да се свестам кај сум и дека почнува еден нов ден. Со ова го редуциравме вообичаениот утрински стрес, бидејќи стануваме, нема потреба од коментар, секој знае што прави, до колку часот прави и едноставно многу убаво почнуваат деновите. Најголем дел од деновите, да се разбираме, ниедна рутина 100% не се остварува во сите денови, секогаш имаме исклучоци. Друг бенчмарк на менување на рутината беше воведувањето на првиот оброк, што заради хигиенски причини решивме да биде вечера, односно да се дава јадење пред бањање, бидејќи после јадење сите бевме за бањање. Повеќе за воведувањето на дохрана можете да видите во линкот долу во описот на ова видео, плейлистата за дохрана на бебе. Значи ја проширивме вечерната рутина, седнувавме да вечераме сите заедно кога тато е дома, после работа, во 6 часот попладне. Тоа мислам дека нас не беше ручек, на Зара и беше вечера, но како и да е, оброкот беше заеднички. По оброкот имавме околу пола час играње за да слегне јадењето и после тоа преминувавме на остатокот од веќе утврдената вечерна рутина, бањкање, пуштање музика за заспивање, думкање, играње и заспивање. Не знам колку ова се должи на рутината, но после 2,5 месеци бебето почна да спие поврзано во текот на целата вечер, со цицања, меѓутоа цицања во сон, значи немавме потреба ни јас ни она да стануваме за ноќно хранење, него тоа едноставно си го вршевме спиејки. Практично заради вечерната рутина, бебето заспиваше најчесто до 7:30, што нас ни даваше после тоа цела вечер слободно време за одмарање и за довршување на преостанатите обврски. Друг бенчмарк кој што ја смени рутината, односно ни помогна да воведеме целодневна рутина, беше на возраст од околу 6 месеци, кога ќерка ми ги солидизираше сите дневни дремки во 2 блока, односно преспиваше преку ден еднаш предпладне пред 12, еднаш попладне после 12, па така нашите денови изгледаа во голема мера вака. Станување меѓу 6 и 8, играње со тато, доручек во 9, околу 10 прва дремка, ручек во 12, во 14 втора дремка, во 4 попладне некоја ужина, во 6 попладне вечера, во 7 попладне бањање и нанање. Сето време помеѓу овие зададени интервали беше време за играња. Ова потраја до 11 месец, кога почна да ги спојува двете дремки во една попладневна. И тука морам да ви кажам дека бев многу приврзана за преходната рутина и доста ми се сменија мене лично работите. Наместо да добивам 2 интервали на слободно време додека она спие 2 пати по 80 минути во денот, јас почнав да добивам еден интервал од околу 80 до 120 минути, најчесто околу пладне, кога е веќе многу доцна за доручек, многу рано за ручање за мене. Исто така, овие промени го поместија времето кога не заедавав ручек, бидејќи сега во 12 најчесто спие во тоа време, или непосредно пред заспивање, па не е расположена да руча, така што ручекот го поместуваме, со тоа и другите оброци ги поместуваме за неколку часа. Но како и да е, се навикнуваме на новата ситуација и ја адаптираме на потребите на развојот на нашето дете. Би сакала само да ја спомнам и работната рутина на мама, со која што успеав да добијам околу 3 работни часа рано наутро. Па така во денови кога имам работа станувам околу 5 наутро и почнувам со работа, со што добивам доволно време за работа до некаде 8 часот. Во меѓувреме тато и Зара полека се будат, ги обавуваат своите утрински обврски, преслекување, хранење, играње,
И после тоа најчесто во 8 завршувам со работа и јас ја преземам грижата за Зара, за да може тато да се спреми да замине на работа. Повеќе за оваа рутина и за работата од дома можете да видите на линкот во описот на видеото, под плейлистата за работа од дома. Ви благодарам многу за вниманието, се гледаме наредниот понеделник.